студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Европската комисија го презентираше извештајот за напредокот на земјава на евроинтегративниот пат. Клучни остануваат уставните измени. Најслаба оценка на реформите се нотирани во делот за владењето на правото и правосудството. За разлика од Македонија, Црна Гора бележи највисоки оценки, а потоа е Албанија. Евроамбасадорот Рокас му го предаде извештајот на собранискиот спикер Гаши. На затворена седница во Законодавниот дом го представи пред координаторите на претеничките групи. Бројни се забелешките за тоа што е направено, односно тоа што не е направено. А не е направено ништо во судството и во поглед на владењето на правото. Уставните измени остануваат блокада на европскиот пат на Македонија. Брисел го повика собранието да ги направи конкретните чекори за внесување на бугарите во уставот. Трагедијата од Кочани, во која загинаа 62 млади луѓе според ЕУ, предизвика протести поради коруптивни практики, системска институционална негрижа и недостаток на надзор врз основните безбедносни стандарди и владењето на правото. Позитивен исчекор од друга страна е целосната усогласеност на Македонија со надворешната и безбедносната политика, особено политиките околу Украина и руската инвазија. За јавната администрација Европската комисија нотира дека Македонија е умерено подготвена за реформите, со главен акцент дека се добри чекорите со реформските закони кои беа донесени летоска. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU. Cleaning up corruption, cementing the rule of law and supporting free media are also about national and European security, as they are about the prosperity of the country and the people. Security is at the top of everybody's agenda right now. That is why we have already deepened the security and defense cooperation with accession countries. We have signed joint security commitments with Ukraine, established security and defense partnerships with Moldova, North Macedonia and Albania, and are about to launch a new security and defense dialogue with Montenegro. Експертите велат, ЕУ е единствена во ставот дека уставните измени мора да се спроведат, па Македонија кога тогаш ќе мора да ги спроведе. Оваа влада се обида да го мрдне тоа, но најде на неразбирање или од Бугарија или од самата Европска унија и постојано затварање на вратата, така да речем, дека се што се обида се одложено дејство на уставните измени со мала промена у преговарачката рамка да се исфрли протоколот 2, со некоја добра волја од Бугарија да регистрира здружение за некоја од тие 14 или колку се веќе пресуди од Страсбург. Ништо од тоа не се случи, иако се направи обиди. Само прашањето ми е што уште имаме во карти, што би рекол Трамп, во игра, за да тоа нешто се направи, ама добро е што посебно со ваквиот исход на изборите, што актуелната владеачка коалиција, не само во МРД, поменето туку и Влен, се во, да речем, лагодна позиција, тоа е зад нив и сега може со нова енергија да се концентрира на тој решавање на тоа прашање. Црна Гора е државата која доби најдобра оценка од ЕУ. Брисел ги подели земјите од Западен Балкан, Молдавија и Украина во две групи. Во првата, која забрзано чекори кон Брисел, се Црна Гора, Албанија, Молдавија и Украина, додека Македонија е во втората група која треба да направи значителен исчекор напред во друштво на Србија и Босна и Херцеговина. Даниел Василев, Сител телевизија. Паралелно со објавувањето на извештаите во Брисел се лидерите на земјите аспиранти за Унијата. Таму и премиерот Христијан Мицковски, кој на средба со претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта ги повтори досегашните ставови во однос на уставните измени. Ако Европската унија го толерира булингот на Бугарија кон Македонија, ваквите блокади можат да станат пракса помеѓу останатите земји членки. Премиерот Мицковски од самитот посветен на проширувањето на ЕУ, со порака дека Унијата мора да се запраша дали ваквиот однос на незините членки е според вредностите и принципите на кои е изградена. I'm not surprised that the similar situation will occur in the future, because if someone is witnessing that this veto tool works, then we should apply the same recipe. Why not? Because if someone dares to bully someone else who wants to join the club, why the others should be silent? This is not normal. If we are accepting that principle once,
then this principle will destroy all the values developed by De Gasperi, Schuman, and Adenauer when this organization was developed. So, the European Union itself should ask themselves what we are doing with this unanimity, and is it according to the principles and values based on which we've been developed? Дали Европската унија може да си дозволи да изгуби уште време, праша и Кошта од самитот посветен на проширувањето на Унијата. Председателот на Европскиот совет пред лидерите на земјите кандидатки за членство порача дека проширувањето останува врвен приоритет на ова раководство на европските институции, како најдобра инвестиција во мирот. Украина, Молдавија и Западен Балкан природно припаѓаат во Унијата, вели Кошта, но сите земји кандидатки мора да ги испорачаат и неопходните реформи. And the current geopolitical context makes this priority all the more urgent and necessary for the European Union. Why? In an age of geopolitical instability, an enlargement European Union means a safer, stronger and more peaceful Europe at home and in the world. Accession partners must decide if they have that determination to move forward with their European Union transformation, or if they prefer to remain trapped by painful historical legacies. The European Union must also decide whether it can afford to lose more time and if it is ready to evolve and adapt to the current geopolitical realities. Евроинтеграцијата на Македонија била во фокусот и на средбата на премиерот Мицкоски со председателот на Европскиот совет пред почетокот на самитот, а се разговарало и за заеднички стратешки важни проекти. На состанокот апсолутно ги повторивме нашите единствени позиции, кои што навистина се позиции кои што се достоинствени после сите оние понижувања кои што ни се случија во минатото, изминативе 25 години откако практично почна овој наш пат кон приближување кон Европската унија. Имавме пријателски и би рекол прилично продуктивен состанок. Едноставно, се тоа кое што представува наш приоритет е и приоритет на господинот Кошта. Покрај приближувањето кон Европската унија и отпуштувањето на преговорите, имаш уште неколку проекти кои што се за нас стратешки важни. Тоа е гасниот интерконектор со Србија и крак на гасниот цевковод кон соседно Косово. Само неколку часа по објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, Мицкоски киме и работна вечера со еврокомесарката за проширување Марта Кос. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Локалните избори во Гостивар, Маврово и Ростуше, Центар Жупа и Врапчиште повторно влегуваат во неизвестност. Спикерот Африм Граши најави консултации со ДИК. Се комплицираат локалните избори што одново треба да се спроведат во Гостивар, Маврово, Ростуше, Центар Жупа и Врапчиште, кои на 19 октомври не го постигнаа потребниот цензус за излезност. Во овие општини процесот треба да почне одново, но како што информираше денеска спикерот Гаши кој ги распишува изборите, ќе мора да се направат дополнителни консултации со ДИК. Прво, како што објасни спикерот, има дилема од кога почнува да тече рокот од 60 дена, дали од завршувањето на првиот круг или пак од завршувањето на вториот круг. Поголем проблем е пак што за дополнителните избори, членовите на ДИК можно е да останат без мандат. Мандатот на членовите на ДИК трае 5 години и на актуелниот состав истекува на 15 јануари. Неуместно би било среде избори да распишам оглас за нови членови на комисијата. Затоа денеувиве ќе имаме средба со ДИК заеднички да го решиме ова во рамките на постојните закони. Сам не сакам да одлучувам, реше Гаши на брифинг. Тој не исклучува резултатите од актуелните локални избори да направат прегрупирање во пратеничките групи во собранието, а најави дури и промени во владиниот состав, согласно најавите на премиерот дека не е задоволен од работата на некои министри. На координацијата кај него бил донесен и став координаторите на партиите да почнат разговори за измени на изборните правила, особено во делот на финансирање на изборната кампања. Согласно за измени, според Гаши дала дури и опозицијската ДУИ, чии гласови се неопходни за консензус и бадантер, а која претходно ги условуваше измените на изборниот законник.
Сепак измените на Законот за локална самоуправа, со кои се предвидува граѓанско отповикување на градоначалникот, како и општински полицајци, а кои исто така се заглавени од ДУИ, Гаши вели дека ќе мора да ја чекаат владината реконструкција. Поречиси 2 месеци пауза, пратениците првата посериозна седница ќе ја имаат на 11 или 18 ноември, зависно од пристигнатите материјали. Од денеска во парламентот е и буџетот за наредната година. До 10 ноември ќе се поднесуваат амандмани, а целосното усвојување на буџетот за 26-та треба да биде направено најдоцна до средината на декември. И покрај притисокот од ЕУ за уставни измени, Гаши вели дека не се планира отварање на највисокиот законодавен акт. Сепак спикерот вели дека треба да се искористи можноста и расположението во Унијата за проширување, за да ја откочиме евроинтеграцијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Одбојкарките на македонскиот шампион Јанта Воле Киселава да синоќ